Почитувани гледачи, во рамките на емисијата Отворено, која е посветена главно на политичките теми во рамките на микрорегионот и пошироко, вечерва гостин во нашето студио е господинот Љупчо Ристовски. Верувам дека нема потреба повеќе да го представувам, човек кој го знаете од оние дебати каде упорно силно се бори за македонските национални интереси и воопшто за тоа оваа држава конечно да тргне можеби посилно во некој правец кој ќе ја подигне на она достоинствено место со кое ќе се представува и на меѓународен план. Добро вечер и добре дојде во нашето студио. Добро вечер, добро ве најдов, поздрав до вашите гледачи. Се уште не сме разработени добро. Како ви се допаѓа Кочани денеска на прв поглед вака доаѓате го посетувате? Добро, јас често доаѓам Кочани, Кочани е одличен град, уште подобри луѓе, но ќе отвориме уште повисока перспектива. И би ве замолил на почетокот од разговорот да ни кажете како ја оценувате моменталната политичка состојба во државата и дали сме подготвени како држава да влеземе во една изборна кампања и во самите избори, од аспект на тоа дека неодамна соопштивте дека Интегра е подготвена за избори кога и да се случат. Така е, Интегра Македонска конзервативна партија е подготвена за избори кога и да се случат. Во врска со изборниот датум постојат два момента. Едниот момент е она што е пренагласено кај дел од моменталните политички актери на сцената, здравјето и грижата за животите на луѓето, во однос на заканата од оваа вирусна епидемија со корона кризава. И во тој дел Интегра навреме излезе со правилен одговор во јавност. На серија од отворени обраќања во јавноста во живо, го изложивме нашиот план 144. Во него предложивме 144, тоа е сет на мерки, здравствени и економско-финансиски мерки, со кои што Интегра покажа грижа за здравјето и животите на луѓето. Ценевме дека владата можеби несмасно се справуваше во тој период со кризата, со вирусната закана, и ценевме дека нашите лидерски тимови имаат што да кажат и покажат да едноставно подметнеме рамо и подадеме рака, да помогнеме во ситуација кога имате опасност за секој човечки живот во татковината. Но исто така, ние влеговме и во уште еден друг сегмент, сакаме да покажеме дека поделата ќе не познаат кои се нашите искрени намери и од зборови преминавме на дело. Направивме две акции, дониравме средства, медицинска заштитна опрема и заштитни средства. Опремивме неколку оделенија овде во болницата во Кочани и во болницата во Тетово од наши собствени средства, од средства на наши поддржувачи исто така. Значи, Интегра покажа за цело време грижа за здравјето и животите на луѓето. Од друга страна, вториот момент е, на сцена имаме техничка влада, која што е по пржински формат. Таа техничка влада има единствена цел само и исклучиво да ги организира изборите. Таа нема задача да владее. Значи, основната обврска на оваа техничка, патем и коалициона влада помеѓу Социјалдемократскиот сојуз и ДПНЕ, нема право да носи политички одлуки, нема право да влегува во еден масовен процес на задолжување на нацијата. Таа влада е без собрание, значи сите демократски институции во дадениот момент се ставени на страна. Тоа значи имате техничка влада која што има пржински формат, која што единствено врска има да ги организира изборите, немате собрание кој што може да ги потврди одлуките за вонената состојба што ги носи претседател на државата и веќе имате еден галиматијас на сцена и од тука земено во предвид претходното неснаоѓање на владата и на Комисијата за заразни болести во справувањето со кризата, цениме дека час поскоро Македонија мора да има избори, не смееме повеќе да одложуваме. Ние први, неколку недели пред Социјалдемократскиот сојуз, баравме да има нови избори. Уште пред истекот на вториот турнус на вонена состојба, излеговме јавно на пресконференција и далеко пред Социјалдемократскиот сојуз баравме на 14 јуни да има избори, да прекине ворената состојба и да се заврши оваа агонија во која е татковината, велам агонија, затоа што и по овој показател Македонија се наоѓа на последното место во Европа и во однос на успешноста од справувањето со кризата.
Значи имаме најголем процент на заразени по глава на жител и имаме најголем процент на смртност по однос на број на заразени. Тоа кажува дека имате комплетно незнаење и неукост во справувањето со кризата. Исто така, имаме ситуација во која владата волунтаристички влегува во нови задолжувања, а не сакаше по нашите укажувања да направи брзопотезен ребаланс и се што е несуштинска потрошувачка во буџетот да се стави на располагање нели во ставките од буџетот за справување со вируснава епидемиска закана. Тоа државата не кеше, напротив, тие продолжија да се набавуваат лешници, фстаци, да си набавуваат нели јаткасти плодови, репрезентациите не ги сопреа, патувањата не ги сопреа. Значи едноставно јавашлуку си продолжи да владее, ете толку е заинтересираноста на власта за здравјето и за животите на луѓето, но исто така јас сум должен да кажам дека пред почетокот на кризата, за тековната година за партиски активности и за изборите оваа година, ДПН од буџетот добија 68 милиони денари, а Социјалдемократскиот сојуз добија 72 милиони денари. И не се сетија, ниту едните, ниту другите, а устата им е полно со флоскули за здравјето и животите на луѓето, не се сетија да издвојат дел од своите партиски износи за медицинска, здравствена, заштитна опрема за, да речеме, медицинскиот персонал, кој што беше оставен за волја на вистината да се сноѓа сами од себе, со донатори, со спонзори и така натаму. Дури владата се дрзна да бара спонзорство и донации. Значи, беше неспремна во дадениот момент, а има средства од резерви. Прво што требаше да се направи е да се заштитат тие фрстлайнери или оние сегменти од општеството кои што се на првата линија на фронтот, кои што се справуваат секојдневно со опасноста од оваа вирусна епидемиска закана. Од тука, ценам дека е лицемерие на сцена, ДПН и Социјалдемократскиот сојуз го играат тангото на ѓаволот, со лицемерие, праќаат пораки дека тие као се загрижени за здравјето и животите на луѓето, а во суштина тие дури во вирусната криза се обидоа два пати да прошвецуваат два тендери и за овие вентилатори, респиратори, и за уште некои други медицински заштитни средства и опрема. Па потоа под притисок на јавноста се повлекува, па се обидува несмасно да го прикријат тој обид за корупција. Значи, тоа е еден галиматија со неснаоѓање во владењето, кое што јас ценам дека време е да го испратиме во историјата. Инако Интегра, Македонска конзервативна партија, на почетокот ме прашавте. Јас се надевам кочанската јавност и околината знаат добро дека станува збор за конзервативна идеологија, за вредност на либертаријанска идеологија, што е нешто ново на политичката сцена. Ние сме навистина еден нов, иновативен, но автохтон, изворен македонски, чист македонски производ во корен. Јас постојано велам, имаме напади по социјални мрежи, вакви и онакви, ние сме чист, изворен, автохтон македонски производ кој што е никнат од потребата на македонскиот народ да си го врати македонското во татковината. Да си го вратиме оној македонски национален стратегиски интерес кој што е примордијален за секој од нас на ниво на пијадесталот во татковината. Значи да не дозволиме повеќе да имаме назадување на државотворноста на македонскиот народ во својата татковина. Конзервативната идеологија подразбира и нешто друго, да ги вратиме оние изворни, трајни вредности во општеството, но и на политичката сцена. Вредноста, доблесноста, интегритетот, тоа што го мислите да го говорите, тоа што го мислите и говорите и да го чините во вашиот живот, но и во политиката. Немате просперитетно општество ако тоа општество не е засновано на вредност, на доблесност и на интегритет. Од тука, природниот, значи продолжеток на конзерватизмот или шлак на тортата, ако сакате, е вредностната либертаријанска идеологија, која што е сосема нова на ова тло на Европа, ако сакате. Че во Европа немате либертаријански партии, ние сме можеби првиот зачеток на тлото на Европа, либертаријанската вредностна идеологија, кој таму имате повеќе правци, во суштина значи максимално унапредување на личните слободи и сите видови на слободи на луѓето, на индивидуите, но до границата да не ја загрози слободата на другиот до вас, колку е да е тој различен од вас. Тоа значи дека економските слободи ќе ги унапредуваме до крај, како влада, но до границата некој да не стане монопол или да не загрози некоја ранлива
категорија на граѓани. Ова се многу јасни принципи. Ова либертаријанска идеологија подразбира дека апсолутно треба да го ослободиме личниот потенцијал на нацијата, државата треба да се симне од плеките на овој напатен народ, да го олесни товарот, значи јаремо да го тргне од плеките на овој народ. Тоа значи ако сакате да одиме веќе одма на изборната платформа на Интегра, тоа значи дека сетот на мерки ќе се насочи во таа длабока економска реформа која што ние ја предвидуваме во нашата изборна платформа наречена Нова македонска ренесанса на прагот на третата декада на 21 век. Прво што ќе направиме, ќе одиме со регресивни стапки на данок, но и ќе имаме нулта стапка на доначување во оној дел што значи високо интелектуален ноу-хау, иновацијски, информатички и високотехнолошки знаења. Тоа значи дека регресивните стапки на данок ќе го ослободат системот за да создава нова вредност, ќе го поттикнат економскиот циклус и тие што се успешни, што вработуваат, што создаваат во процентуални стапки ќе плаќаат помалку, но номинално ќе плаќаат повеќе затоа што вкупниот приход и остварените профити ќе бидат многу поголеми него што е моменталната ситуација. Кога ќе го намалите јаремот со даноците, кога ќе интервенирате во Законот за цариска тарифа, каде што имаме план во двата мандата, ако Господ ни даде шанси и нацијата ни ја даде довербата за да владееме два изборни мандата, Законот за царински тарифи ќе го сведеме на нула. Во првата фаза ние ќе одиме со намалување на царините, но и со нулта царински стапки за за опрема, за машини и опрема за висока финализација на храна и пијалоци, нормално за висока финализација во она што е компаративна предност на татковината, но и висока финализација во делот на иновацијските, информатичките и високотехнолошките решенија. Од тука веќе одиме и оперативно со еден проект кој што го нарековме отворање на високотехнолошка зона во Велес, на зоната ја нарековме Витез, тоа е 10 хектари покрај Вардар, каде што уште во првите 100 дена Интегра предвидува со својата изборна платформа нулта стапка на доначување за висок интелектуален ноу-хау. Тоа значи за иновацијски, информатички и високотехнолошки знаења. Сакаме да вшмукаме се што е ум и високотехнолошко знаење од регионот и да отпочнеме еден процес, наместо brain drain што ни одат младиве надвор, да отпочнеме еден процес на brain gain, да ги враќаме назад во тие 10 хектари покрај Вардар. Во Велес ќе развиваме Македонската силиконска долина. Партнери во тој процес ќе ни бидат еден од најразвиените високотехнолошки универзитети во светот, кој што патем во приватно-јавно партнерство работи со приватен центар за иновација и дизајн, кои што работат на проектот Factory of the Future или фабрика на еднината. Таму Siemens има вложено во тој проект $100 милиони. Сакаме тој проект да го пренесеме во Велес, да развиваме таа Македонска силиконска долина и нормално нашите тимови во Австралија уште сега работат на содржината на меморандума за соработка во однос на Витез технолошката зона во Велес. Сакам да кажам дека имаме визија како да го олесниме товарот на луѓето, како олеснувајќи го товарот на овој високо интелектуален ноу-хау, да го привлечеме во наша зона, да го направиме овој проект Витез, или Велес Innovation Informatics and Technology Zone. Значи, ова е еден feasible проект, една заокружена целина. Вториот столб на кој што ќе ги намалуваме овие оптоварувања од страна на државата е процесот на масовна дерегулација, проект кој што го нарековме MASDEREG или Massive Deregulation. Економската теорија говори дека само 10% намалена регулација во бизнисите и во општеството, имате 3% стапки на раст по автоматизам. Не треба државата да се меша воопшто. Тоа кажува дека ние по сите основи ќе го ослободиме системот. Ова се високо поставени таргети и јас сум убеден дека Интегра на овој начин ќе направи пореметување во економијата во Македонија на начин што ќе го мултиплицира оној момент на ново додадена вредност за општеството. Тоа значи дека економскиот циклус ќе се интензивира до крајни граници по геометриска прогресија и го тергираме сегментот на материјалното богатство на општеството изразено преку бруто домашниот производ, што е во суштина во теоријата и во емпириските практики во светски рамки една од компонентите на просперитет. Индексот за просперитет или индексот за човековиот развој, Human Development Index на програмата за развој на Обединетите нации, го таргетира материјалното богатство како прва компонента или услов за просперитет. Другите две компоненти
се образованието и здравството. Образование е мерено по писменост до 15 години, а здравството по смртност на старосната граница. Македонија моментално се наоѓа на многу ниско ниво од старосната граница на смртност 72 години месечини мажи и 74 жени. Но во Европа и во светот просперитетните нации веќе имаат старосна граница на смртност од 85, 87, па и 90 години. Тоа ви кажува дека од стрес, од нервоза, од болести, од лош здравствен систем, од лош образовен систем, нацијата рано ви умира. Тоа значи дека Интегра го таргетира тој момент, немате просперитет на нација и држава ако немате здрава нација. Немате просперитет на нација и држава ако немате образована нација. Оттука образованието и здравието ги таргетираме во сите основи и таму ќе го примениме моделот на Адам Смит за високото образование и воопшто за образованието. Ќе го разиграме системот по овој модел кој што го говорам. Во Австралија нема проблем еден од врвните светски технолошки универзитети да влезе во приватно јавно партнерство со приватен центар за иновации и дизајн и заедно сите да влезат во приватно јавно партнерство со Сименс и да работат на еден виспрем проект кој што е иднина. Оттука Македонија ќе го разиграме и здравствениот систем, имаме таму многу иновативни модели и концептуални решенија. Ќе ја реформираме улогата на фондот за здравство и воопшто здравствената фондовска каса во Македонија. Ќе го отвориме тој систем за приватни инвестициски фондови, за здравствени, осигурителни агенции, фондови и така натаму. После 2 годишна санација на здравствениот и пензиски фонд, ќе влеземе во еден процес на бруто плата третата година, каде што вие што сте си ја заработиле вашата плата, вие ќе одлучувате кој пакет на здравствени услуги од која институција ќе си го купите или ќе си го земете. Освен на минимална стапка која што нели здравствениот систем, ние сме социјална држава, ќе се грижи за ранливите категории на граѓани. Оттука Оттука покрај ова растаретување во даношната царинската сфера, покрај ова растаретување во регулацијата која што секогаш е дувло на корупцијата во принцип, бројни решенија, лиценци, дозволи, знаете, тој среден менеджмент под притисок на партиските изборни функционери секој пат ќе ги наплаќаат тие дозволи, решенија, ќе оценуваат, ќе рекетираат, митото и корупцијата ќе цвета и затоа Македонија можеби во првите земји во светот по степен на корупција. Значи по сите основи тонеме во овие 30 години. Во делот на изборната платформа, кој што е многу интересен за Кочани и за овој крај, предвидуваме да го разиграме системот на капитални инвестиции и на субвенции. Не само за Кочани, ова и за Македонија. Многу важно. Таму е изворот на корупцијата. Таму е грнето со мед, каде што премиерот, вице-премиерите и министрите ги пикаат прстите цело време и таму имате страотен одлив на криминално изнесени пари од Македонија. 30 милиарди долари се изнесени од овој напатен народ во изминативе 30 години или во просек по милијарда годишно. Половина милијарда Global Financial Integrity и Народна банка ги има тие податоци. Global Financial Integrity пресметал дека согласно податоците на нели завршните сметки објавени во служби вестник од страна на државата буџетот и завршните сметки на општините во службените гласници објавени според официјалните извештаи на статистика и на Управата за јавни приходи и Царинската управа, пресметано е дека половина милијарди исчеснуваат од официјалните платни биланси, некаде испаруваат во воздухот. А мито, корупција, сива економија и 300 глупости во бизнисите, ова рекетирање, прелевање и така натаму непријателско преземање, значи некаде уште половина милијарда исчезнуваат годишно. Така што овие 30 милијарди Народна банка има и легален список точно по име и по презиме и по дестинација каде се разнесени по овие финансиски ред дестинации. Парата има еден метод на traceability. Во тој контекст, значи нашиот концепт е капиталните инвестиции и субвенциите, кои што се вкупно 650 милиони евра годишно. Според последните податоци и за овој буџет и за минатиот буџет и за предминатите буџети годишно имаме толку отприлика на располагање за капитални инвестиции и субвенции. Државата е лош стопанственик. Таа одлично троши, ама троши туѓи пари. Одлично ги троши туѓите пари, но не знае да ги потроши парите за капитални инвестиции. Оваа година не е стигнато ни до 18% потрошени пари од буџет за капитални инвестиции. Тоа значи дека се е забрано во држава, во бизнисите, во економијата. Лани 26% е потрошено. Тоа ви кажува дека оваа влада на Социјалдемократскиот сојуз ништо помалку и претходната влада не знаат да ги потрошат парите на еден законит и легален начин. Знаете зошто имаме низок процент на реализација?
Затоа што е висока корупцијата. Затоа што додека не се договора за анекс, како да ушиќарат 1 евро за ово, 1 евро за ово, ако не направат некој процент, ако не украдат нешто од тие пари, тие едноставно не дозволуваат економијата да се движи и да се развива. Тоа е таа застарана идеологија на Социјалдемократскиот сојуз, тоа е таа застарана идеологија на ДПНЕ. Прво мора да има за мене и за моите, тоа е оној Макиавели модел, или Лорд Ектон велеше, апсолутната власта корумпира сама по себе, апсолутната власт апсолутно корумпира. Че тоа е оној модел на Макиавели, кога вие сакате да приграбите што повеќе моќ, власт, интерес, капитал, влијание и криминален капитал за себе и за своите најблиски. Затоа се раѓаат, нели, овие октруирани тајкуни низ Македонија кои што 30 години слугуваат на овие политички гарнитури на избраните функционери на власт, на политичарите, и тие во суштина ја грабат Македонија, го грабат својот народ. Но тоа мора да се прекине, тој круг на смртта мора да го прекинеме. Ние велиме капиталните инвестиции и субвенции ќе ги изнесеме од дискреционо право на премиер, вице-премиер и министри и ќе го внесеме како наш удел во посебен македонски инвестициски фонд МЕИН, Macedonian Investments, македонски инвестиции. Таму тоа ќе биде 1/3 удел на државата за мега еквити проекти од типот на Чебрен, Галиште, Бошков мост, соларни резервати, брза и масовна гасификација на територија на Македонија, вклучително и градот Скопје, потоа третиот бран на алтернативни извори на енергија, производство на енергија од хидроген, од водор, од вода. Лиценца има наш бизнисмен од Австралија. Понатаму, замислете, Рек Битола, Фени, Југохром, цементарница или тајмиште да ги ставиме сите на енергија од хидроген или топлификација. Значи од хидроген, тоа е најефтината еколошки чиста зелена енергија се нарекува. И тогаш јагленот ќе остане да го употребиме за производство на дијаманти. Наши селени од Америка веќе го има проектот и има комплетен концепт како да се произведуваат дијаманти од активен јаглен. Македонија може да стане главен центар за производство на дијаманти во Европа. Значи имаме сијасет иновативни решенија. Ова што е загубари, земете го МЕПСО, книжи страшни загуби. Во дистрибутивната мрежа имаме 30% загуба на дистрибуција на струјата. Таа испарува во воздухот, а ние плаќаме. Сметате само на овие увезени 160 милиони евра струја, а камоли на оние произведени пола милиарда, колку е 30% загуба во системот. Че ова влада и на Социјалдемократскиот сојуз и претходно на ДПН не ги интересира што тоа испарува во воздух, со тоа што испарува во воздух даноците. Значи испаруваат во воздух парите кои што се земени од нашите джебови. Значи тие се пари наши од даночните обврзници се тие пари. Тоа треба да оди на барабан. Не може МЕПСО да служи за партиски вработувања и да купуваат телешки фотели од природна телешка кожа. Не може ли тие на вештачка кожа да седат? Морало на приватна кожа? Пази, молим те, мислам, тоа е трагедија во системот. Чи МЕПСО, Македонски пошти, Железница транспорт и сите останати јавни предпријатија кои што се трики во создавањето на додадена вредност за општеството мора да одат на барабан по модел на приватно јавно партнерство, па дури и приватно партнерство. Во целиот концепт на владење на Социјалдемократскиот сојуз тие никогаш не знаат да создадат нова додадена вредност. Секогаш очите им се вперени во джебовите на граѓаните. Како да грабнат од граѓаните повеќе. Истото и Социјалдемократски, истото и ДПНЕ. Тие се како сијамски близнаци во крадењето на така е во крадењето на населението. Очите им се во джебовите, нон-стоп се товарат. Замислете, во периодот на владење 2006-2011 ДПНЕ воведува институција, замислите, национална координација за инспекцијски служби. Значи, државна институција која што ќе ги координира сите инспекцијски служби и во понеделник добива налог кај тој бизнисмен, кај овој рекет, кај овој непријателско преземање, кај овој ќе одите, кај овој ќе одите. Либертаријанскиот модел ќе го ослободи бизнисот. Ние во изборната платформа предвидовме првата недела во месецот на националната телевизија на еден од каналите да има лотарија со даношни броеви, да речеме, на 30 фирми месецот. И сите ќе се знаат дека во текот на месецов одредени инспекцијски служби ќе ги поминат овие правни субјекти за да едноставно редовно го исконтролираат работењето. Без закани, без сење страв, без ужаси, без политички притисоци, оди кај оваа фирма, притисни го овој, притисни го оној, овој зборал за Интегра, овој зборал за ДПНЕ, оди вамо, оди таму, казни го овој, казни го оној. Не. Тој модел е бедотија од владење. Тоа е ужасија од владење. Тоа мора ние да го надминеме. Тоа мора ние да го премостиме.
Тоа значи дека овие 30 фирми ќе ги знаат даночните броеви и ќе си се спремат текомниот месец дека ќе ги посетат инспекцијските служби. Ако најдат на некоја грешка, ќе има прва опомена, па ќе има втора опомена, ќе го воведеме моделот на втора шанса, нови почетоци. За да дојдете до казна, вие треба да го поминете. Ако втора грешка направи, ќе го задолжите да оди на обуки, ако треба ќе плати некоја меѓу пенали и така натаму. Но ако видите дека луѓето сакаат навистина да се согласат со законот, тогаш ќе им ја дадете шансата да поминат без казна. Зошто мора да казните да бидат елемент за полнење на буџет? Тоа го практикуваше ДПН, тоа го практикува Социјалдемократскиот сојуз. Не, казните се воспитна мерка. Не може да биде тие развојна мерка или не дај Боже трошачишка мерка за да се полни буџетот. Значи тоа е трагедија во овој систем и сега доаѓаме ние на политичката сцена со таква понуда. Да ја ослободиме творечката енергија на малите и средни бизниси, да ослободиме творечката енергија на нацијата. На начин што ќе го растеретиме системот, ќе го ослободиме системот да дише слободно, ќе почне да строи добрина, милост и љубов низ институциите на системот. Она Христова агапе пожртвована љубов, да државата биде таа која ќе подметне рака да ве крене вас, да го крене тој обичен човек на улица, да тој порасне, да стане богат и просперитетен граѓанин, да му подаде рака државата. Ако паднал да го крене, една шанса, втора шанса, е сега нормално, ако некој не се свести, тогаш државата е и репресивен апарат, и репресивен механизам. Но должни сме да му дадеме една до две шанси на секој да успее во неговиот живот, за да може во даден момент да рече да, јас сум задоволен од постигнатото во мојот живот. Па нацијата изгуби на смевката своите лица. Апсолутно. Тагата владе, луѓето се наведнати глави, здрави, прави мажи македонци, до 15 одат исправено, после 15 ја веднат главата, не може да ги прера на своите семејства, не може да ги платат своите сметки, не може да ги вратат кредитите. Едноставно, не може да одговорат на потребите на нивните деца да одат напред за нивната амбиција, значи да отворат перспектива за своите деца, и тоа е лош систем. Еве, најблаго кажано, систем од бедотија, како да објаснам. Македонецот никој пат не одел во својата историја со наведната глава, дури ни под турско. Никој пат не сме се понизиле пред никого, не сме коленичеле пред никого. Ова владачка гарнитура на Социјалдемократскиот сојуз, нели, во синергија со ДПН го игра тангото со ѓаволот и го толчат македонскиот народ во својата татковина. И нема да застанат тука. Во периодот пред нас ќе биде загрозен државотворниот капацитет на македонскиот народ. Тие уште сега пуштаат маркери во јавност со кои што велат дека повеќе нема македонски идентитет. Има да северно македонски, тие сега ќе градат нов идентитет. Не сме да има ништо етничко македонско на ниво на државата Македонија. Значи, се што е етнички македонски елемент во државноста на Македонија мора да се симне. Од тука македонскиот народ ќе биде сведен, нека ми просто другите, јас немам ништо против власите и србите, но ќе биде сведен на ниво на власите и ромите, па и на србите. Значи, ќе биде детериориран државотворниот капацитет на македонскиот народ. Па, да ми простите, ние со Јалта го имаме тоа право, ние сме први во кругот, 100.000 борци дадовме во Втората светска војна, 40.000 жртви, 44-та со одлуките на АСНОМ и 46-та во Уставот на ФНР Македонија е дефинирана како држава на македонскиот народ. 91-та со референдумот Македонија е дефинирана како држава на македонскиот народ. Сега ли една квислишка предавничка влада ќе не внесе да не бидеме ние државотворен елемент во Македонија? Да и го земете титуларот на Македонија, да нема стопан таа држава? Така. Се извинувам, ако нема стопан државата, дали знаете за што станува збор? Таа земја ќе биде сечија и ничија, како општествената собственост. Тогаш маршојадите ќе го разгрбат македонското национално ткиво, како што ја разграби општествената собственост, ќе не снема од просторот. Никој освен македонскиот народ не е заинтересиран со таква ревност да ја сочува татковината, па Македонија е нашата единствена татковина. Зарем ќе дозволиме ние да немаме своја татковина? Да државата Македонија нема никакво македонско етничко обележје на национално државно ниво, а да имате албанско етничко обележје? Па зашто зборуваме ние овде? Зарем ќе дозволиме на едни погубни политички гарнитури на Социјалдемократскиот сојуз и на целиот терен што претходно го спреми ДПН да едноставно исчезне македонското од татковината? Па тоа не смееме да го дозволиме, ни на сон не смееме да го помислиме. Така што секој што ќе заокружи
за Социјалдемократскиот сојуз или за ДПН на овие избори, тој ќе биде соучесник во велепредавството. Во Библијата се вели дека крвта на тие што го направиле гревот ќе падне на главата на оној кој што не опоменал за гревот. Интегра опоменува постојано дека владеачкиве гарнитури влегуваат во сериозен грев, уценети. Со бомбите видовме дека биле длабоко влезени во криминални дејанија, едноставно сега за да се спасат од кривично гонење се уценувани и условувани. И што се случува во тој дел? Во тој дел буквално некој октроиран центар преку ова квислишка вазалска влада на Социјалдемократскиот сојуз си го исполнува планот да нема македонско, да не остане ни М од македонско во татковината Македонија. Јас лично во преку 180 дебати на национални телевизии, колумни, интервјуа, па ако сакате 1700 страници научни трудови напишани, ревнувам постојано да не дозволиме да исчезне македонското од татковината Македонија. Единствениот начин е да се даде довербата на некоја од политичките партии од патриотскиот блок во која што имате доверба. Јас не велам во Интегра, но одберете патриотска партија за да можеме да формираме утре татковинска влада, да си ја вратиме татковината во своји раце, но бегајте како од огин од Социјалдемократскиот сојуз и од ДПН. Бегајте затоа што таму нема ништо македонско во нив. Таму е велепредавничко, ако сакате, длабоко се навлезени во кршење на член 308 од кривичниот законник. И тоа е кривично дело кое се казнува не помалку од 5 години затвор. Че минимум е 5 години затвор. Значи, македонската нација како државотворен елемент на државата Македонија и државата Македонија се доведени во понижувачка ситуација, подценувачка, срамна ситуација во однос на другите нации и соседи. И тоа е кривично дело според 308, член 308 од кривичниот законник. Нека стават прст на чело. До кога ќе го притискат и толчат македонецот да ведне главата, да витка кичмата и по таа пизмен политика да не сведат буквално на една срамна нација, почнеме да служиме за срам на соседите. Не смееме да го дозволиме тоа. Интегра се појавува на политичката сцена, јас почнав да ги говорам делот од економските решенија во новата македонска ренесанса, изборната платформа на Интегра. Еве закочени, ајде ќе одиме таму во делот на решенијата. Ке развиваме, рековме, слободни спа зони, слободни зони за здравствен туризам. Целзиус рекол, дајте ми начин да го загреем телото однатре, ќе излечам секоја болест. Имаме 7 геотермални точки во Македонија, значи Кумановско, Кочанско, Струмичкиот дел, Пелагонискиот дел, Косело Охридско, Катлановско, Скопје и Дебар. По сите 7 точки ќе има посебни зони за здравствен туризам, каде што ќе имате 30 на маркици за бањско лекување, каде што ќе имате базени на отворено и зимно време луѓето ќе се капат во термални води. Тие термални точки се 72 степени. Македонија е раритет во европски рамки, па и во светски рамки ако сакате. Терме Словенија направија светска атракција со едно термално изврче. Македонија има вакви 7 геотермални чворови со 72 степени и може да станеме центар, светска туристичка атракција за здравствен туризам. Со овие слободни спа зони и со слободните зони за старски центри, Јапонски приватен инвестициски фонд предлага да донесеме десетици и десетици илјади јапонски пензионери, пошто Јапонија е 100 милиони жители на мала територија и таму е на сцена принципот на патернализам, култ кон возрастните, кон старите лица. Сакат едноставно да им овозможат услови за достоинствена старост на нивните возрастни стари лица. Сакаат да ги донесат во средина на 600 метри надморска висина да дишат кистурот. Чиста еколошка средина е одбрале Македонија. Ни пристапуваат нам. Идејата е 2 милијарди долари да вложат со брзи железници, автопати, да направат такви центри каде што ќе може да има и системски маркети, киносали, фитнес и базени, трим патеки, да имаат мирна, достоинствена старост. Замислете, нивната пензија од 2-3 долари да трошат тука. Околу овие центри ќе имате мали и средни бизниси за раноградинарско производство, органско, вакво, такво, за оштарство, за млекомлечни производи, за месомесни производи. Тие треба да се хранат, нели? По завршување на временото престојување, тие умираат во еден современ крематориум кој што тие ќе го isfinansираат, урната се праќа по ДХЛ во Јапонија и завршува проектот. Но тие ќе ги трошат пензиите тука.
25.000 македонци пензионери имаат во Европа во дадени момент европски пензии. Замислете уште колку имаме во Америка и Канада, Австралија и Нов Зеланд. 100.000 македонци може да вратиме во вакви state of the art старски зони, каде што ќе имате 30 на маркици за state of the art старски центри, домови, каде што тие ќе живеат во најсовремени услови. И тие ќе трошат 2-3 илјади долари пензија тука. По човек. Може да замислите што тоа ќе значи за Македонија со овие зони за здравствен туризам и со овие спа зони. Ние проценка правиме дека Македонија реално може да посетуваат и нормално роднините на овие пензионери од странство, пријатели нивни и така натаму. Можно е дури и 100.000 лица да посетуваат дневно Македонија. Колку па тие ќе трошат дополнително. Затоа развивме нова транспортна стратегија. Според таа нова транспортна стратегија, крајниот високо поставен таргет е 1 час до секоја точка во Македонија. Тоа значи дека имаме направено траси за брза железница, 965 км испадна трасите да се изврзе цела Македонија и Струмица, Охрид и се комплетно во Македонија со брза железница до 220, односно 200 км на час зависно од конфигурацијата на теренот. Доктор на сообраќајен инженеринг, професор по транспорт, работеа на утврдување на трасите заедно со лидерските тимови на Интегра и веќе е комплетно утврдена трасата за брза железница во Македонија. Сега, за многу ќе изгледа ова научна фантастика. Ние имаме показатели, ако Кина 10.000 км брза железница до 350 км на час ги гради за 6 години, тогаш ние 960 км можеме да изградиме за 2 изборни циклуса, поготово што просечната пазарна цена е некаде 10 милиони долари по километар. Комплетната инфраструктура со се, нели ова транспортна инфраструктура и така натаму. Значи, нудиме една многу повисока визија, автопатишта, експресни патишта, воведување на воздушни магнетни трамваи. Многу не ја разбра таа идеја. На столбови се качат воздушни магнетни трамваи. Има неколку производители во Европа. Цената по километар е 1.100.000 евра од прилика. Имате и во Белорусија производител. Веќе ни пристапи инвестициски фонди за едното и за другото. Значи, ние ги имаме веќе проектите. Замислете, зошто досега сите овие и за хидрогенот, и за диамантите, и за брзава железница, и за се останато, зошто досега тој творечки бизнис потенцијал не го понудили на Социјалдемократскиот сојуз и на ДПНЕ. Може би пробале некој од нив, но наишле на мито и на корупција. Дајте волко за нас, дајте ние ќе направиме, и луѓето се повлекле. Почувствувале дека имаат честна политичка гарнитура која има перспектива да владее со Македонија. И дојда кај нас, се ослободи на таква творечка енергија, разни иновацијски, информатички и технолошки проекти секојдневно стигаат до Интегра со ревност да тоа се имплементира во татковината. Значи, ние ја ослободивме таа енергија, уште во оваа фаза уште не дојде ни на власт. Замислите, кога Интегра би дошла на власт, каква творечка енергија ќе се ослободи кај нацијата. Кај луѓето, едноставно, личниот потенцијал на луѓето, ние нудиме да подметнеме рамо, да подадеме рака, да го кренеме секој поединец во татковината, да личниот него потенцијал дојде до израз, да тие дојде до состојба да се задоволни од постигнатото во својот живот, да се среќни, да го достигнале квантумот на лична среќа, што е иманентно својство. Ние 30 години живуркаме во Македонија. Ова е мизерија во раскош што го живееме во Македонија. Јас велам дека со новата македонска ренесанса, за 2 изборни циклуса, затоа велиме една декада, третата декада во 21. век да биде turning point, пресвртна точка, да по 10 години не можеме да ја запамтиме дури ова траурна Македонија што живееме во овие изминати 30 траурни години. Че нема да се сеќаваме на ваква Македонија. Едноставно ќе се сеќаваме како на еден кошмарен сон. Зарем можно ние да сме поминале еден таков кошмарен сон во овие 30 години? Тоа е перспективата што ни ја нудат Социјалдемократскиот сојуз и ДПНЕ, постојано да живееме во кошмар, на ивица на провалијата и така натаму. Со Интегра тоа ќе испари во воздухот како пареа. Исто како што ќе испари во воздух како пареа Северна за првите 100 дена. И спогодбата со Бугарија на основа на правото на постоење на овој народ да биде македонски народ, да говори свој мајчин македонски јазик, да има своја македонска историја, македонска култура и така натаму. Тие го таргетираат негирањето на тоа право на постоење. И таму ќе падне спогодбата со изјава за ништавност. А ваму Преспанскиот договор ќе падне со изјава за ништавност на основа на правото на самоопределување, да не може овој народ да се определи себе си како македонски народ во етнички контекст и да има државотворност во својата татковина, за која и според Јалта има право да биде затоа што сме првите во кругот.
да говори свој мајчин македонски јазик, да има своја македонска историја, своја македонска култура, своја духовност. Значи, ова се работи кои што се многу сериозни и јас апелирам во сите мои научни дебати, еве утрово бев во Велес, за тамошната телевизија имав интервју, се враќам од Радовиш, за тамошната телевизија имав интервју, по 2 до 3 интервјуа имам дневно по локални и регионални телевизии. Имаме моќна медиумска кампања, рекламни спотови одат на Сител, на Канал 5, на сите локални регионални телевизии низ Македонија. Едноставно се бориме нацијата да слушне нашата визија, се бориме за видливост, за гласност, затоа што во системот имате две партии кои што 30 години узурпирале се што може да се узурпира, се наместиле себе си да бидат заштитени бели мечки во системот, сите пари ги грабаа за себе, сите минутажи на телевизиите ги грабаа за себе. Тоа е еден неправеден систем, имаме Божјата правда е нарушена во Македонија. Од тука тие се борци против Бога и едните и другите. Затоа се бориме и Тегра да стане видлива на политичкиот простор во Македонија, да стекнеме довербата на нацијата и фала му на Бога, одлично одиме. Сондажите кажуваат одлично дека се ближиме до 20% поддршка од нацијата во она кое го говори Љупчо Ристовски и лидерските тимови на Интегра. И имаме шанса сериозна да изненадиме на следниве избори. Значи, довербата расте страотно, метриксот на социјалните мрежи секојдневно го мериме, таму покажуваме врвни резултати. Немате лидер на политичка партија, освен Љупчо Ристовски, кој има до 500.000 гледања, 450.000 гледања, 380.000 гледања, 250, 200.000 гледања, на пресконференција над 100.000 гледања. Значи, имаме масовна заинтересираност на нацијата да го слушне Љупчо Ристовски што зборува, да ги слушне лидерските тимови на Интегра. Тоа значи дека огромна е довербата на нацијата. Ние често пати во сите овие обраќања иновативно внесуваме секогаш по нешто ново, да не се повторуваме, нешто и ќе повторуваме за да нацијата го запамти, за да едноставно влијаеме на промена на мајндсетот на нацијата, да се ослободи таа енергија дека сега е шанса, сега е момент за промена. Сега македонците мора да избоксуваат промена со пенкало, да заокружат и да дадат шанса на нова политичка визија, на нови ликови во политиката, да ги испратат овие погубни партии. Јас ги нарекувам црнило од партии кои што ни понудија 30 траурни години. Тоа е половина од нашиот живот. Не дозволувајте остатокот од животот да го поминеме во бесплодно очекување дека тие нешто ќе променат и ќе не излечат од ивицата на провалијата. Ајнштајн рекол, тоа е најголемата глупост на човештвото, да се надевате дека тој кој што со исти навики и рутини ве внел во проблем, со истите навики и рутини ќе ве изнесе од проблем. Овие идеологии, таа марксистичко-ленинистичка идеологија на Социјалдемократскиот сојуз, да не знае да создаде нова вредност, постојано да му зима на другиот. Испратете во историја еднаш. Таа идеологија на ДПН постојано да го прислушкува својот народ. 98-2002 имаше афера за прислушкување. Председателот, тогашен председател Трајковски ја амнестираше доста Димовски и раководството на ДПН тогаш. Не им дојде памет. Влегува во нова авантура, 29.000 мобилни телефони прислушкува во тие 11 години. Сеја страв, ужаси, рекетира, непријателски преземања, фирми, уценува. Мислам, бедотија од владење. Македонија заслужува и повеќе и подобро. Ние велиме, Македонија го заслужува најдоброто. Затоа и почетниот слоган со кој најавивме партијата е најдоброто од Македонија. Најдоброто за татковината го нуди Интегра, најдоброто за Македонија е она кое што ние го нудиме на политичката сцена во дадениот момент. Но сепак не велиме гласете само за Интегра. Нацијата нека стави прст на чело, но нека се одлучи да гласа за некоја од партиите од Патриотскиот блок, која што највеќе доверба им влева дека може да успее да се наметне на политичката сцена, да направи пресврт, која што има вонстандардна визија и која што е чиста во својата ориентација, ниту да ги врати Социјалдемократскиот сојуз на власт, односно да ги задржи на власт, ниту да ги врати ДПН на власт. Барајте такви патриотски партии кои што се јасни во своите намери дека се експлицитно против Социјалдемократскиот сојуз и против ДПН. Таква, нели, патриотска екипа може да формира татковинска влада. Но дајте доверба на нешто ново, на нови ликови, на нова политичка визија, за да можеме нови избори да изненадиме и македонците да се ја земат татковината во свој раце. Инаку, лошо ни се пишува. Јас некна во Тетово давав интервју и јас јавно и јасно кажав: се додека гласаме за Социјалдемократскиот сојуз и за ДПН,
ние ги јакнеме крилјата на орелот. Ако претпоставено орелот е дуи, него го лета многу високо Социјалдемократскиот сојуз и ДПН. Крилјата на орелот го летаат многу високо. 20 години со Македонија владее дуи. Албанскиот јазик ви дојде овде во Кочани. Што е поентата? Што е смислата на таа глупост? Што е позадината? Позадината е мегаломанијата и похотливоста да постојано бидат на власт. Не може да биде Социјалдемократскиот на власт без да е дуи. Не може да биде ДПМН на власт без да е дуи. Дуи го турна ДПН од власт. Дуи го крена СДС на власт. Сега си поигрува дуи со едните и со другите. Но внесете ја интегра во системот. Внесете тампон зона во системот. И одземете му ги крилјата на дуи. Интегра ќе ги исече крилјата на дуи. ДПН и СДС ќе ги прати во историја. И дуи повеќе никој пат не ќе може да лета толку високо како што леташе со овие две партии во Македонија. Не зборам ако дуи ја прифакаше Македонија за својата татковина и го вееше гордо државното македонско знаме во Зајас или во Кичевско или во Гостивар. Не. Ја не зборам за таква политичка партија која што прифаќа Македонија за својата татковина. Јас зборам за политичка партија која што стои на ивицата на екстремизмите цело време и со уцени, значи буквално го притиска македонскиот национален стратегиски интерес да го истисне. И го потиснува, да. Од пијадесталот во татковината Македонија. Но Македонија е единствена татковина на македонците. И ние, ако сме мудри, а тврдам дека сме мудри, тврдам дека македонецот има моќен крвен запис. Треба да го возбуркаме тој крвен запис. Треба да го разбудиме лавовското во македонецот. Ние сме имале славно име во древни времиња, треба да бидеме достојни да се носиме со тоа име денес. Чи мора да ја вратиме славата на Македонија од древни времиња. Мислам, од Бога ни е дадена татковината, од Бога ни е дадена благодата, од Бога ни е дадено името и ние не смееме да дозволиме, други да си поигруваат со нас, со интегра на власт. Никогаш повеќе нема да дозволиме никој да си поигрува со мојот народ македонски. Не смее да се поигрува никој повеќе во мојата татковина Македонија со мојот народ македонски. И тоа ќе биде закон. Дали бил Боризов, дали била екстремната грчка политика, дали бил Брисел, дали бил Вашингтон, не. За нас авторитет е само Господ. Ние не патиме од авторитети, немаме комплекс на пониска вредност, не се плашиме на никого, докажавме. Јас сум бил борец и синоним на борбата против режимот. Никој пат не сум го прифатил Социјалдемократскиот сојуз и Заев. Тогаш сум барал надпартиска влада 18 месеци, како преоден момент за да се санира потресот од тој политички земјотрес и авторшоковите кои што се очекуваа во периодот кои што се случија. Тоа беше моделот што јас го барав на јавна сцена, но видов дека не бива и затоа влеговме во формирање на интегра македонска конзервативна партија. Анимиравме се што може да анимираме од интелектуалниот потенцијал. Фала му на Бога се извлекува од зоната на комфор, метнаа рамо, подадоа рака партнерски да влеземе во интегра, секој во полн лидерски капацитет да биде додадена вредност да направиме пресврт од татковината како што не е виден не со години и децении, со векови на ова македонско тло. Македонецот ќе биде горд и достоинствен од сега па довека, богат и просперитетен. Никому нема да ведне глава, од никого нема да зависи, пред никого нема да коленичи, ни пред Брисел, ни пред Вашингтон, ни пред Софија, Белград, Атина. Никој. А оваа нова македонска ренесанса ќе ја престори Македонија во просперитетна држава. Реков, тогаш за 10 години ќе се сеќаваме на овие 30 траурни години како на еден кошмарен сон. Едноставно нема да сакаме да се сетиме. А од тоа што ќе го постигнеме за 10 години, тоа ќе биде урнек кој што во учебници по историја ќе го пишува околни народи, нации и држави, ќе учат како се крева нација од пепелта, како се воскреснува една нација, еден народ, како станува богат и просперитетен во својата татковина. Тоа ќе биде узаспот кој ќе учат сите. И ова не го говорам на памет. Ова не ви го говори било кој. Лошо е да говори човек за себе, но и го говори човек што има 3 дипломи. Што има дипломирано владина политика, што докторирал политички науки, што има завршено докторски студии теологија во Америка, што има 15 години институционална меморија во водење на владини политики. Че нема ќоше во било која стратегија или политика владина, или мерки инструменти на ресурските политики што не го познава Љупчо Ристовски. Точно ги знам сите критични точки, каде падна оваа нација и држава во изминативите 30 години. Во квалитетот на кадрите што го понуди,
во немањето на визија и во високиот коруптивен модел, каде што се влегуваше за моите 5 минути во политика да се грабне што може да се грабне од туѓото, од буџетот од државата. Значи, ова ви го говориме во полна свест. Јас пред да влезам во политика заклучив завет со Бога. Положив рака на Библија. Заветот со Бога е дека на вистина ќе се вложам себе си со се свое, со сето срце, сила, душа и разум, да направиме препорот, да донесеме таа ренесанса на сцена, да направиме од македонецот горд и достоинствен граѓанин. Јас, освен за Христос во мојот живот, за ништо друго не знам, освен за Христос и за мојот народ македонски. Знаете, ние сме национална партија на македонскиот народ, некој не нарекуваат и националистичка. Но да знаете дека апостол Павле велеше, јас сум евреин од родот Израеле, во него имаше љубов за сите. Ние имаме право да имаме љубов за својот народ. Љубовта кон татковината е чувство на патриотизам. Ние мора да имаме љубов за својот народ. Пожртвован на агапе, да подметнеме рамо со се наше, да бидеме ние додадена вредност за тој до нас, а не сите да бидат додадена вредност за нас. Па ние као ќе се богатиме и не знам, ќе глумиме нешто во татковинава. Не. Ние треба да го смениме визирот на гледање, мора да направиме метаноја, пресврт на мајндсетот, да почнеме да мислиме на другиот до нас, да престроиме државата да мисли за народот, да мисли за овој обичен човек. И ви кажав, тоа едноставно ќе го провериме. Градиме концепт на интегритет, тоа што го мислиме, зборуваме и да го правиме, и во политиката, и велиме дека по делата ќе не познаете кои сме и чии сме. Така што, ако Интегра дојде на власт со Божја помош и со подршка од народот, за 2 години ќе имаме плебисцитарно изјаснување. Дали сте задоволни од политиките на владата? Ако народот каже, нели плебисцитарно е референдум. Ако на референдум каже, не сме задоволни, фала, одиме на нови избори, нова политичка сила нека дојде да понуди поубава политичка визија. Ако речат задоволни сме, продолжуваме наредните 2. Повторно плебисцитарно изјаснување. Значи, на секој 2 години народот ќе има шанса плебисцитарно да се изјасни дали владата работи во име и за сметка на нацијата или не. 2 години нема ништо да изгуби овој народ. Значи, 2 години да ни ја даде довербата, ќе покажеме и докажеме што знаеме и што умееме. Со Божја помош. Затоа велам, треба да сватиме потребата од ова turning point или точка пресвртница и да направиме на вистина од татковината пристојно место за живење. Овде Кочани, според потенцијалот што ви е даден од Бога, може да правите милиарди долари бруто домашен производ. Да ви кажам само, кога бевме во Австралија, Кенбјури, Бенкстаун, општината, 250.000 жители прават 15 милиарди долари. Ливерпул прават 15 милиарди долари, 200.000 жители. Ние не можеме цела држава да направиме 12 милиарди долари, едва и правиме. А Кочани, имате Плячковица, имате изворедни места овдека, над 600 надморска висина, Осогово, термални води, што немате? Езерца. Значи, се има Кочани, не само Кочани, сакате Берово, Виница, Пекчево. Значи, имаме иновативни проекти. Штип ќе го претвориме во универзитетски град. Таму имате исто Кежовица, таму ќе има зона исто геотермална. Значи, Штип мора да го вратиме имиджот на бренд текстилен Made in Macedоnia, да го направиме Манчестер во југоисточна Европа едноставно. Бренд за текстилната индустрија, има брендови силни, Стибо, Македонка и така натаму. Не да работат лон систем, не робовски да работат. Ке го вратиме концептот на висока финализација. Таму се парите, во додадената вредност. Че имаме сијасет иновативни мерки. Значи, со капиталните инвестиции, ви реков дека 1/3 ќе биде удел на државата, а 2/3 ќе носиме од 3 слободни финансиски зони Скопје, Охрид, Струмица, приватни инвестициски фондови, кои што ќе влегуваат во овие мега еквити проекти што ги набрајав. Простете. Значи, проектот Захе за враќање на криминалните пари, овие 30 милиарди исто така, диаспората, реков, ќе враќа пари. Значи, имаме извори, ќе ги поништиме овие коруптивни дувла за таа милиарда годишно што фали, ќе ја насочиме во економскиот циклус. Че јас не знам дали споменав, тие 30 милиарди по прост економетриски модел, ако се бризгани во системот изминативе 30 години со тие мизерни стапки на раст, просечната плата денеска по вработен ќе беше 1700 евра, поголема него во Франција. Што е потенцијалот на Македонија?
Со СДС и ДПН не го добивате тој потенцијал, но со Интегра имате шанса да го добиете. Многу известна шанса, многу физибл, многу изводлива шанса да го откочиме тој економски замаец, да направиме нов економски циклус, да го мултиплицираме бруто домашниот производ и да го таргетираме мултиплицирано македонско материјалното богатство. Тоа значи дека за 4 години од сега ќе ви тропкаат повеќе пари во джебовите, вашите трансакцијски сметки ќе имаат повеќе нули од тоа што го има сега или било кога во историјата на Македонија. Тоа е целта на постоењето на една држава. Државата, ние сме се собрали и сме ја формирале. Значи, таа постои заради нас, не ние заради неа. Јас пренеска говорев малку околу тоа. Значи, државата мора да ни се симне некако диносаурус да расте во јавниот простор и да гуши сите. Не, неа треба да ја смалиме, а поединецот треба да расте. Да стане богат, просперитетен. Кај нас нема љубомора дали ќе вози некој Мерцедес или ќе има вила со базен. Не, сите треба да возат Мерцедес и да имат вила со базен. Македонецот мора да биде богат и просперитетен. И тоа е нашата мисија. Но може да оствариме само со поддршка на нацијата. Ако македонскиот народ, ако сакате и во етничка смисла ни ја даде довербата, нормални сите останати души човечки кои што се родени, чекорат и творат ново парче, света македонска земја, тие повеќе благодат ќе видат од нас него од било кој. Екстремизмите не носат пари во джебот. Екстремизмите водат само расправи и конфликти, крвопролевање, ништо друго. Затоа, мој совет, ако можам да давам совет и ако смеам да дадам совет, дека треба да влеземе, некои може би ја сметаат во зона на неизвестност, но поголема зона на неизвестност од ова што ни ја нудат во изминативе 30 траурни години, нема. Ние секој ден живееме 30 години во неизвестност. Половина живот ни отиде во неизвестност. Се поголема и поголема. Депресијата е на сцена, изгубената надеж е на сцена, анксиозноста е на сцена. Во се сме на дното. Јас не ја замислувам мојата татковина да биде таква. Македонецот не бил никој пат на дното, па дури и во турското. Во се сме биле први. И ќе бидеме со Интегра повторно први, со Божја помош. Така. Кога ве слуша вака човек, едноставно станува безбор, меѓутоа зборувате многу оптимистички и верувам дека ќе го препознаат тоа и гледачите на телевизија Кочни, граѓаните, идните, односно потенцијалните гласачи. Нови избори се очекува, претпоставувам, и малку валкана игра од оние главни, оние богати, би рекол, политички партии. Дали за тоа сте подготвени и се справите со тоа или пак ви е главен адут граѓанинот, народот? Видите, нацијата ни е секој пат главен адут, македонскиот народ ни е главен адут, но вистината и АГП пожртвованата Христова љубов не исто така главен адут. Ние го гаѓаме срцето на нацијата, на народот. И сакаме да го освоиме со вистината и со Христовата АГП пожртвована љубов, применети нормално во политиката, со нашава нова политичка визија и со нашава нова македонска ренесанса која е изборна платформа. Знаете, кога одите да купите авионска карта, шалтерскиот службеник ве прашува која дестинација. Вашингтон, нели, Лондон, Ерусалим, Москва, Пекинг. Че мора да кажете, време е, пред да гласа македонецот, да побара, да му се објасни каде ќе биде за 4 години од денес. Дали ќе има повеќе пари во джебот и која е методологијата да се дојде до повеќе пари во джебот. И да вага. Кој е искрен, кој има скриени намери, кој може, кој знае, кој умее, а кој не и кој е, нели, интересот на нацијата е флоскула. За некој е флоскула, за СДС и ДПН е флоскула. Зашто има шанса да докаже до сега, да покаже што знаат и што умеат. Јас тврдам дека тие идеологии се застарени и повеќе нема што да покажат. Тоа ви истите еден лимон од кого сок повеќе немој да очекувате. Ни од Социјалдемократскиот сојуз, ни од ДПН. Нека не ве лажат со ништо. Не сме македонскиот гласач да биде излажан на овие избори. Мора да ја даде довербата на нова политичка визија. Негативна кампања, да. Интегра и јас лично, Љупчо Ристовски, сме предмет на засилена негативна кампања и тоа изненадувачки дел од Патриотскиот блок, но и од ДПН. Значи има напади и од Социјалдемократскиот сојуз, но се намалени. Сега, нападите на мрежите вообичаено се движат на нешто што е лага, измислица, невистина, инсинуации. Нормално дека ние демантираме, излегуваме со вистината на чело и нема што да се плашиме. Немаме ништо инкриминирано зад нас, морално чисти сме. Може да ни лепат само етикети. Те сме биле на СДСМ, те сме биле на
ДПН те овој не формирал, те она не формирал, будалаштини од ранг, те на онаа служба, те на оваа служба. Како еднаш не погодија сите за се. Сите за се предпоставуваат. Зошто не може да сватат дека премногу идеално им изгледа дека Интегра е автохтон изворен производ на македонскиот народ. Тоа е порив, натрешен порив од срцето на нацијата кој што сака да го сочува македонското во татковината, да го сочува државотворниот капацитет на македонскиот народ. Зашто Македонија е наша татковина, единствена татковина, ние сме круна на вековната борба за национална слобода на македонскиот народ за своја држава, за самобитност. По силна агресија ќе биде член 36 од Уставот, преамбулата во Уставот, каде што нели е кронисана таа вековна национална борба на македонецот за национална слобода и своја држава, каде што е дефиниран македонскиот народ како државотворен во татковината. Значи, притисоците и понатаму продолжуваат, не застануваат се додека имате квесличка, вазалска власт која што е го понижува својот народ, која го омаловажува и го срамоти, му ја одзема честа, го обесчестува својот народ. И понатаму ќе продолжи губењето на македонското во татковината. Затоа, замолница од мене, дајте овие две погубни политички гарнитури, овие црнила од сионски близнаци да ги испратиме во историјата. Не смее тие повеќе да добијат власт во татковината Македонија. Дајте направете го пресвртот, како што не е виден во историјата досега. Пресврт за кој што ќе пишуваат сите европски медиуми. Дајте Македонија да направиме цврста, стамените и горда. Знаеме како да го вратиме интересот на Македонија на меѓународен план. Јас ви кажав, имаме нова доктрина во надворешната политика, countervailing lies, ви ја кажам, новата доктрина, power enhancement goals, пријателите по светот и така натаму. Значи, не зборуваме напамет. Знаеме што говориме, знаеме каде одиме и сите од кандидатските листи на Интегра и од председателството на Интегра во интроспотови, во видеозапис, заклучуваат завет со Библијата во рака, завет со нашиот народ македонски пред Бога, завет со Бога, дека новата македонска ренесанса ќе биде, значи, воздухот кој што ќе го дишеме во периодот пред нас. Значи, деноноќно ќе работиме со сето срце, душа, сила и разум, со се наше, да успееме да го имплементираме ова што е наша визија. Ова јас го чувствувам како допир од Бога, едноставно, како Господ да излеал и во многу ситуации ни дава знаци дека ова е Божја работа. Дека ова е, можеби, последната шанса, можеби сме ние последниот бастион на македонската идеја, на ова безвремена македонска идеја, да го сочуваме македонското во татковината Македонија на еден многу мудар начин, на еден виспрен, гениален начин и македонецот да стане богат и просперитетен, значи за еден изворедно брз временски период од 2 изборни мандата од 8 години. Тоа е во ситуација доколку нели граѓаните ја послушаат вашата гласаат, односно и вие ја добиете власта. Меѓутоа, доколку се случи да речеме едно од двете водечки партии да остане на власта, вие да речеме тој трет фактор, имате ли размислувано на таква тема или тоа во ова позиција не е? Уште на конвенцијата јас говорев и постојано повторувам. Интегра не е формирана да го задржи Социјалдемократскиот сојуз на власт и да го врати ДПН на власт. Значи не е формирано. Значи ние сме формирани да владееме. Имаме високи таргети, имаме висока амбиција, немаме комплекс на пониска вредност, одлично стоиме на сондажите и ќе газиме до крај. Храбро и одважно. Имаме план, знаеме што зборуваме, знаеме што ветуваме, многу сме свесни, имаме силно теориско знаење за нас, силно емпириско искуство. Значи едноставно тој фокус е наш. Значи фокусот е јасен. Сега, зависно од нацијата како ќе даде довербата, без Интегра повеќе влада нема да се формира. Значи, без Интегра влада нема да се формира. Ако имаме помалку пратеници, а без нас не може да се формира влада, тоа ќе одиме на нови избори. Нека ми прости нацијата, ќе одиме на следни избори, додека Интегра нема еден пратеник повеќе и даде премиер и ја спроведе ова нова македонска ренесанса. Јасен, кристално чист став. Да бевме производ, како што не обвинуваат по мреживи на Социјалдемократскиот сојуз, јас сега ќе ви речев да, ќе направиме коалиција постизборна со Социјалдемократскиот сојуз. Да бев производ на ДПН, ќе кажев да, после изборите ќе направиме коалиција со ДПН. Јас одговорно пред Бога
и пред македонската јавност, пред мојот народ, кажувам дека ако интегра е клучна на тасот на вагата за формирање на влада, нема да има влада. Едноставно ќе одиме на нови следни избори. Додека нацијата не препознае, не ја свати и прифати ова наша политичка визија и додека интегра не формира влада и не даде премиер. И тоа ќе го направиме. Ние сме иднината на нацијата, иднина на државата. Нека не звучи претенциозно. Нека не звучи, ја не знам како ќе звучи на луѓето. Но јас без лажна скромност велам дека ова е вон временско што ние го нудиме, не е видено во историски контекст. И ќе се борам за тоа да го дознае нацијата, да го види, да го прифати. Сите што не напаѓаат по патот ќе отпаѓаат како трули круши. И ќе видат дека ова е најискрениот концепт, најмоќната визија во дадениот момент. И е навистина најдоброто, знаете зошто? Затоа што македонскиот народ го заслужува најдоброто. Ништо помалку од тоа. Господин Ристовски, верувам дека гледачите на телевизија Кочани со интерес го следеа во ваше излагање, затоа што ги допревте сите точки и едноставно, барем мој впечаток е, влеавте некој оптимизам и некој надеж дека кај овој народ кој сигурно е многу разочаран, дека сепак Македонија може. Може. И подобро, и повеќе, и ќе биде подобро и поубаво. Така. Ви благодарам за разговорот, ако немате нешто на крај да додадете. Па, и се надевам дека во блиски сакам да ги поздравам вашите гледачи, да кренат главата, да вратат надежта, нема депримирање, нема откажување. Ова е битка за безвремена идеја, не завршува со една квислишка вазалска или предавничка влада, ќе си ја вратиме татковината, ќе ја кренеме како феникс, ќе ја направиме богата и просперитетна. Македонецот ќе остане горд и достоинствен во својата татковина. Ова ви го ветувам пред Бога. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со господинот Љупчо, со кого разговарахме на вистина на теми кои сигурно допреа до вас од аспект на тоа дека се нудат на вистина изворедни перспективи, но пред нас е еден изборен период. Мерете, вагајте и слушајте кој што ќе ви каже, вие сте тие кои на крајот со мудрост ќе ги донесете конечните одлуки. Уште еднаш ви благодарам за вниманието со кое не следевте, пријатно и да ви дојде. Пријатно.